Општина Пекчево денес беше домакин на форумот за презентирање на резултатите од мониторингот на опитно-демонстративните парцели во опожарените шуми во Малешевијата за идентификување на опасностите од процесите на ерозија. Резултатите од мониторингот ги презентираа професорите од Шумарскиот факултет од Скопје кои беа директно вклучени во реализација на проектните активности. Самиот проект имаше за цел, меѓу другото, и подигање на таа свест кај повеќе целни групи, почнувајќи од најмладите возрастни групи, значи од детските градинки, преку одржување на вакви работилници за постари членови, односно собственици на приватни шуми, за да можеме да го истакнеме проблемот, да поразговараме за него, како и на кој начин превентивно да действуваме, како и на кој начин да се организираме и така натаму. Според некои незванични информации, општо шумите негде даваат. Тоа ќе спомнеш бројката е огромна, негде околу 5000 корисни функции. Долгорочното влијание од овој проект се очекува кај одржливото користење и управување со шумите, како и поголемото искористување на нивните општо корисни функции. Доминантно шумите прво се најзначени затоа што шумските екосистеми се столб на одржливост и унапредување на почвата, водата и воздухот, трите ресурси неопходни за живот на планетата Земја. Ако ги тргнеме шумите, практично ќе стане пустина, ќе немаме вода, ќе немаме почва, ќе немаме храна. Целта на проектот е насочен кон разбирање на опасностите од пожар, а со тоа и од интензивните процеси на ерозија кои настануваат на опожарената почвена постилка. И да научиме сите заедно како во иднина да се бориме со овие штетни појави кои што настануваат после пожарите во шума, бидејќи општо познато во народот се само штетите кои настануваат директните штети од пожарите. Факторот човек 98-9% е главниот причинител на шумските пожари. Причинуваат огромни штети. Во Македонија оваа година сепак може да кажеме дека поминавме релативно добро, во однос на некои години. Најкатастрофални беа 2007-2008 година кога изгубивме големи потенцијали. И што е многу значајно и денеска, повторување на шумски пожари на исти локалитети. Таму каде што со човечка рака, во некое време сме подигнале нови шуми, шумски култури и се случува да некои од нив се пожарават по 2 или 3 пати. За жал. Инаку Швајцарската агенција за развој и соработка проектот го спроведува преку програмата за зачувување на природата во Македонија, проект кој е координиран од Helvetas Swiss Inter Cooperation и Pharmachem, а чиј буџет изнесува 500.000 денари.